Се очекува до крајот на месецот да бидат подпишани договорите со деловните банки, а од средината на следниот месец да почне и аплицирањето од компаниите за добивање кредити. Кредитите ќе се доделуваат во транши од по 5 милиони евра, а компаниите ќе можат да учествуваат со проекти во вредност од 6.000 евра па до 3 милиони евра. Во моментот тие кредитни средства од претходните програми се пласираат до 5,5. Очекуваме овие кредитни средства да се пласираат до во зависност од цената под која што ќе ги добиеме средствата негде околу 3,5% поени. Кредитната линија ќе може да се користи за инвестиции и набавка на опрема, градежни материјали и машини, транспортни средства, финансирање на обратни средства. Кредитната линија ќе биде достапна во наредните 2 години, односно до повлекувањето на сите транши. Премиерот Заев апелира до компаниите да ги користат средствата од поволните кредитни линии. Посебно поволен е фактот што откако заемите од оваа кредитна линија ќе бидат вратени, повторно ќе се пласираат како кредити во нашето стопанство. И оваа привилегија за Република Македонија на новата поволна кредитна линија е потврда за добрата кондиција и движење на македонската економија. Министерот за финансии Драган Тевдовски посочи дека ова не е единствена поддршка што владата ја нуди за малите и средни компании во земјава и додаде дека во буџетот се предвидени 1,3 милијарди денари за поддршка на ваквите компании и дополнителна 1 милијарда денари за активни мерки за вработување. Оваа кредитна линија ќе овозможи реализација на нови проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност во стопанството и зголемен извоз. Предвидено е и откако предпријатијата ги вратат заемите од оваа кредитна линија, истите повторно да се пласираат како кредити во стопанството. Ова ќе придонесе за повеќекратна полза на малите и средни предпријатија од овие 100 милиони евра. Заменик директорот на ЕИП Ендрю Макдауел на подпишувањето на договорот истакна дека со оваа кредитна линија се поддржува приближувањето на земјата кон Европската унија и најави дека имаат намера во иднина да се фокусираат на поддршка на транспортот, енергијата и заштитата на животната средина во земјава. До сега вкупната поддршка од ЕИП за земјава изнесува 450 милиони евра.